Со свети богослужби во храмовите низ државата денеска се одбележа празникот посветен на Свети Климент Охридски. Во присуство на православни верници од градот, празникот беше одбележан и во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, каде божествена литургија отслужи надлежниот архиерејски наместник прота Мирко Станковски. Денот на Свети Климент Охридски, 8 декември, оваа година во Македонија првпат се слави како државен празник, со кој се одбележува делото на првиот оригинален словенски писател и просветител, првиот словенски епископ и творец на Охридската книжевна школа. Верниците денес се подсетија и се поклонија пред ликот и делото на Свети Климент Охридски. Свети Климент е еден на даровитите ученици на големите учители светите браќа Свети Кирил и Методије. Тие вршеле голема мисија меѓу западните Словени, но нивната мисија завршила без успех и токму Свети Климент Охридски и Свети Наум се оние што науката на својот учители Свети Кирил и Методија ја оствариле овде во Охрид, во нашот словенски Ерусалим. Житието на Свети Климента ни говори дека бил редок Божи угодник, редок ревнител на душите човечки. Тој деноношно се молел и работел, деноношно се грижел за лозето Божие, се грижел за својот народ, духовно да го воздигне, и затоа ние денеска му благодариме на Свети Климента, бидејќи македонскиот народ во минатото успел да ја запази својата пратеделска вера, својот национален бит и култура и се она што го карактеризира денеска како народ за својата национална и црковна слобода. На темелите што ги постави Свети Климент Охридски како прв словенски епископ, отпосле воскресна сред македонските Словени, Свети Климентовата архиепископија, која низ вековите беше чувар на нашата национална и црковна самобитност. За животот на Свети Климент најмногу дознаваме преку оставените житија. Како прв меѓу словените кој добил епископски чин, Свети Климент го описменувал сиромашното и запуштено население, го подучувал да живее подобро и ги лекувал. Заедно со Наум Охридски тој е наистакнат ученик на творците на словенската писменост, светите браќа Кирил и Методи, и најверен продолжувач на нивното дело. Тој 20 на години ги придружувал во просветителската мисија за одбрана на словенскиот јазик во Велика Моравија. Според Теофилакт, Климент имал 3500 ученици кои ги оспособувал за црковна служба. Тоа е импозантен број за просветителската акција на преминот од 9 кон 10 век. Таа активност е наречена Охридска книжевна школа или прв словенски универзитет. За Свети Климент не се знае кога и каде е точно роден. Нема податоци за семејството и потеклото, освен дека бил закопан 916 година во манастирот Плаошник во Охрид, што тој сам го изградил и го посветил на Свети Пантелеймон. Кога манастирот бил претворен во џамија, моштите му биле пренесени во црквата Света Богородица Перивлепта, кој од тогаш е нарекувана со неговото име. Моштите му се повторно вратени во август 2002 година по обновата и осветувањето на неговиот манастир. Се претпоставува дека починал на 70 или 80 години и дека е роден 30 или 40 години на 9 век. Се смета дека е автор на обширните житија на Кирил и Методи, познати како панонски легенди, најзначајниот извор за проучување на животот на солонските браќа. Покрај преводите на црковна литература, напишал и пофални слова за христијанските светители. Пред да умре, својот им од книжевните дела ги поделил и завештал на епископијата и на својот манастир. Се претпоставува дека Охрид е и неговото родно место и оти поради тоа го избрал за работа до крајот на животот.